И продолжуваме со вториот дел од видеото за германски глаголи кои не сте ги знаеле до сега. Ова видео е исто така бонус видео. Ако не сте го гледале првиот дел, ви го препорачуваме да го гледате пред да го гледате ова видео. А ако има доволно заинтересираност, ќе снимиме и повеќе делови на истата тема. Ein Hunde Deutsche Verben, die ihr nicht kanntet. Или 100 германски глаголи кои не сте ги знаеле до сега. Што треба да повторите за полесно да го совладате ова видео? Се разбира, во ниво А1 предавањата по германски јазик можете да ги најдете трите видеа каде што учиме за германските глаголи. Во нив учиме за основата, за правилните, неправилните и за делливите глаголи. И исто така можете да го гледате бонус видеото, кое е прв дел од ова предавање за 100 глаголи кои не сте ги знаеле. Тоа видео можете да го најдете во плейлистата за бонус видеа. А сега можеме да започнеме со првиот глагол кој е recherchieren. Во превод истражува или испитува. Ке дадеме еден пример реченица. Wir drehen hier und recherchieren für unsere Reportagen. Ние се вртиме тука и истражуваме за нашите извештаи. Втор глагол е глаголот rausfinden, во превод пронаоѓа и има уште едно значење или дознава. Ich kann rausfinden, wie viele Unfälle es am Fluss gab. Јас можам да дознаам колку многу несреќи во реката имало. Следен глагол, глаголот riskieren, во превод исто на македонски ризикува. Seine Frau und ich riskieren gelegentlich ein Spielchen. Неговата сопруга и јас ризикуваме повремено една игра. Одиме понатаму, speisen, глагол кој веќе некогаш го имаме сретнати во некој од нашите претходни видеа и значи се храни или јади. Bevor ich fahre, wünsche ich kräftig zu speisen. Пред јас да возам, посакувам обилно да јадам. Spisen или прободува. Ich werde euren Kopf auf einen Pfahl spisen lassen. Јас ке ти ја прободам главата на колец. Глаголот trocken во превод суши. Das Blut war noch nicht getrocknet. Крвта се уште не беше исушена. Во оваа реченица имаме getrocknet, бидејќи глаголот го имаме конјугирано. Umarmen или прегрнува или гушнува. Исто и овој глагол го имаме веќе сретнато во некој од претходните видеа. Но не во видеата за глаголи. Ich möchte dich berühren und möchte, dass du mich umarmst und hältst fest. Јас би сакал да те допрам и би сакал да ти мене ме прегрнеш и држиш цврсто. Unterschreiben или подпишува. Was soll ich unterschreiben und warum? Што треба јас да потпишам и зошто? Unterzeichnen исто превод подпишува. Но ќе дадеме друг пример реченица. Im Übrigen unterzeichne ich nie mit meinen Initialen. Инаку не се потпишувам јас никогаш со моите иницијали. Следна реченица verreisen.
Во превод на македонски јазик отпатува. Ich denke, es war deine Absicht zu verreisen. Јас мислам беше твоја намера да отпатуваш. Verbringen во превод поминува време, но има уште едно значење како престојува. Да видиме пример. Sollte ich die ganze Nacht damit verbringen? Би требал јас цела ноќ со тоа да ја поминам. Verschicken во превод испраќа или препраќа. Könnten Sie diese Mails für mich verschicken? Би можеле ли овие мајлови за мене да ги испратите? Verwirklichen остварува или реализира. Natürlich konnte diesen Plan nicht verwirklichen. Се разбира, не можеше тој овој план да го оствари. Моден или убива. Wie lange modest du schon? Во превод колку долго веќе убиваш. Verwenden има повеќе преводи и тоа употребува или користи, но може да значи применува нешто или троши. Wollte es verwenden Helen zu befreien. Јас сакав да го искористам за Хелен да ја ослободам. Следен глагол е глаголот vereinigen. Во превод се соединува или обединува. Du sollst wieder mit deinen Brüdern vereinigt werden. Ти требаш повторно со твоите браќа да се обединиш. Weggehen напушта или заминува. Sie ist vor einer Stunde weggehen. Таа си замина пред 1 час. Глаголот wagen или се осмелува. Dann entschlossen sie sich, es trotzdem zu wagen. Тогаш тие се одлучија сепак да ризикуваат. Следен глагол е глаголот wiegen, во превод тежи или мери. Es ist gute 1,90 groß und wiegt 121 kilo. Тој е 1,90 м висок и тежи 120 килограми. Zurückbringen или враќа или носи назад. Sie können mich nach Nordkorea zurückbringen. Вие можете мене кон Северна Кореја да ме вратите. Да не ве буни тоа што во овие два делови, односно во ова предавање од видеото, повеќето од глаголите кои ги даваме како пример се во неконјугирана форма. Тоа е бидејќи повеќето од речениците или ни се во минато време или користиме модални глаголи во истата реченица, па поради тоа примерите се со инфинитив глагол. Zubereiten во превод спрема, готви или подготвува нешто. Außerdem habe ich gerade etwas Eistee zubereitet. Освен тоа, имам сега малку леден чај подготвено. Übernachten или преспива.
Würden Sie mir gestatten, bei Ihnen zu übernachten? Би ми дозволиле ли кај вас да преспиам? Übergeben, предава, врачува, но има уште едно. Значење како повраќа. Да видиме пример реченица. Dieses Kuvert soll ich euch übergeben. Овој плик треба јас вам да ви го предадам. Auferstehen воскреснува или се издигнува. Das Haus auferstehen war ein alter Traum. Издигнувањето на куќата беше стар сон. Auferwecken во превод оживува и е сличен глагол како претходниот. Sie wollte ihn von den Toten auferwecken. Таа сакаше него од мртвите да го оживи. Одиме понатаму со глаголот begleiten. Во превод придружува, праќа или испраќа некого. Wollen Sie mich begleiten? Сакате ли мене да ме придружувате? Глаголот begehen во превод прејде, поминува, но може да има и повеќе значења како стори или прегледува. Der Doktor begriff rasch, dass einen Fehler begangen hatte. Докторот сватил брзо дека тој грешка имаше сторено. Следен глагол, глаголот berühren, допира, гиба или трогнува некого. Jetzt dürfen wir hier nicht berühren. Сега тука не можеме ние ништо да допираме. Следен глагол befreien или ослободува. Ich kann Emma befreien, falls es noch nicht zu spät ist. Јас можам Ема да ја ослободам ако уште не е премногу доцна. Глаголот freigeben исто значува ослободува. Seine Lungen schmerzten, wollten die angehaltene Luft freigeben. Неговите бели дробови болеа, сакајќи задржаниот воздух да го ослободат. Демонстриран исто на македонски во превод демонстрира. Sie haben demonstriert, dass sie das Sagen haben. Тие имаа демонстрирано, што тие имаа кажано. Глаголот ерен во превод почитува или цени, но има уште едно значење одликува со. Wir ehren euren Besuch und ihre Nachrichten. Ние ја цениме вашата посета и вашите вести. Следен глагол beschließen во превод одлучува или заклучува нешто. Stefan beschloss, Medizin zu studieren. Стефан одлучи медицина да студира. Gestatten во превод дозволува. Gestatten Sie mich vorstellen. Дозволете ми да ви се представам. Heiligen или просветлува. Das ist seine Domäne und ist geheiligt. Ова е негов домен и тој е просветлен.
Глаголот losfahren или отпатува е глагол кој често се користи во германскиот јазик. Sie bekommen noch ein Abendessen, bevor wir losfahren. Вие добивате уште една вечера пред ние да отпатуваме. Rechten се препира или се кара. Roberto hielt eine Pistole während er rechtete. Роберто држеше пиштол додека се караше. Schlingen се витка. Du hast meine Bettwäsche geschlungen. Ти се завитка во мојата постелнина. Глаголот sonnen се сонча. Hans liegt auf der Badestrand und sonnt sich. Hans лежи на плажата и се сонча. Глаголот schlendern во превод скита, талка или се мота некаде. Wir müssen zu Fuß gehen, wir sollten schlendern. Во зборот wir имаме пропуштено една буква, знаете како се пишува. Со Р. Ние мораме да одиме пешки, ние треба да скитаме. Глаголот unternehmen во превод презема или предприема. Was werden Sie jetzt unternehmen? Што ќе преземете вие сега? Следен глагол vergnügen. Се весели, забавува или прави кеф. Mit den Trollen vergnüge ich mich auf meine Weise. Со троловите се забавувам на мој начин. Verwöhnen во превод разгалува некого. Du verstehst wirklich, eine Lady zu verwöhnen. Ти знаеш на вистина како една дама да разгалиш. Zerteilen sich се разделува или се распарчува. Die Männer fangen an, das Fleisch zu zerteilen. Мажите започнуваат месото да го распарчуваат. Следен глагол begreifen во превод сваќа или увидува нешто. Ist das denn so schwer zu begreifen? Толку ли тоа тешко да се свати? Zuvorkommen пресретнува или престигнува некого. Er musste dem Schatten zuvorkommen. Тој мораше сенката да ја пресретне. Zusammensetzen составува или склопува. Да видиме пример. Ich bin sicher, dass wir uns einfach alle zusammensetzen. Јас сум сигурен дека ние едноставно ќе се собереме. Глаголот ablegen во превод положува, но може да значи симнува или соблекува. Er legte seinen Mantel ab. Тој си го соблече мантилот. Abbrechen прекинува, запира, но има повеќе значења како скини или скрши.
Er musste seinen Monolog abbrechen. Тој мораше неговиот монолог да го прекине. Истотиот глагол од овие 100 глаголи кои не сте ги знаеле до сега, auswendig lernen. Во превод учи на памет. Auswendig lerne alles, was für dich relevant ist. Научи на памет се што за тебе релевантно е. Ако ви се допадна ова видео, а се надеваме дека е така, кликнете лайк и препорачајте го на друг кој сака да учи германски јазик бесплатно. Ако сакате да има повеќе делови од овие непознати глаголи, пишете ни во коментар. Се гледаме во следното видео.